се работат, значи сите информации кои што се добиени се работи во СВР Скопје на откривањето не само на овие сторители, туку и за другите напади врз новинарите, врз медиумските куќи. Сакам да ви информирам дека за одредени новинари, за одредени напади имаме и такако добра истрага, спроведена многу брзо за неколку дена. Меѓутоа, за одредени новинари, за жал, дури сега ја почнуваме, како што ја почнуваме сега и за општина Центар, кој ќе ги добиеме сите информации, ќе излеземе точно кога, како, зошто се воделе тие истраги и до што е дојдено. Јас само апелирам, навистина, до граѓаните на Република Македонија, до секого во Македонија, да ги оставиме новинарите да се работат нивната работа, без разлика од кој медиум доаѓа. Кој ќе заврши истрагата, ќе добиете информации во однос на целиот случај. Таму истрагата во тек и ќе покаже таа истрага сите детали во однос и сите аспекти во однос на разоткривањето на целиот овој случај. Тоа значи мора за деталите во истрагата ќе добиете информација. Јас сум известен дека има барање за изјава и тоа ќе се обезбеди преку секторот за внатрешни работи во Скопје. Тоа што го слушнам на медиумите вчера, немам детална информација, бидејќи таму полицијата е затворска полиција, не е под Министерство за внатрешни, туку под Министерство за правда. Има шпекулации, ги видов во јавноста. Дали се шпекулации или веќе може да станува збор за потврди, навистина јас тоа не можам да знам во моментот, бидејќи издавањето на тие лични документи одат преку Министерството за надворешни работи. Таму се зборува дека учествувале и некои поранешни актуелни пратеници на средби во некои ресторани кај што бесплатно се доделувале пасоши и така натаму, ама тоа ќе мора да одговори Министерството за надворешни работи. Сигурно дека во организиран криминал и во други сегменти постојат одредени пријави, дури се отворени некои случаи кои што укажуваат на тоа дека е можно да има фалсификувани возачки дозволи или возачки дозволи кои што били издадени на незаконит начин. Меѓутоа, ова денеска што го соопштувам на јавноста е нешто што е откриено како формулари, што може да индицира дека таква работа се случува. Јас сум среќен што направивме таков влез кој што не беше најавен и ги откривме тие документи кои што реков уште еднаш не дозволив да бидат повлечени од фирмата, туку ќе ги уништиме овде со комисија. Тоа треба јавното обвинителство да ги даде сите тие информации, а за партиските прашања ќе се ги прашате во партија. Ако испечатана нова, нема да има 70.000, ќе има 69.999. Значи, јас не сакам да шпекулирам. Јас го кажувам до детал извештајот. Имате 70.000 возачки дозволи со серијски броеви, кои што се примени пред година и 9 месеци и кои што се издавани во промет. Сега истите тие серијски броеви се појавуваат на нови формулари и тие се во Министерство за внатрешни работи и ќе бидат соодветно уништени врз основа на одлука на комисија. Да. Не. Фирмата добавач која што е до Министерство за внатрешни работи германска. Немаме јас информација дали тие се обратиле во моментот за некаква потреба за фалсификувани документи, за некакви образци и така натаму, иако гледам од извештајот дека и од други извештаи кои што ги добив дека се појавуле одредени проблеми. Јас на 14.12. ја формирав комисијата, ги констатиравме овие 70.000 формулари кои што се со истериски број и веднаш утредента на 15. реагира раководителот, доставува писмо до фирмата
и после тоа побара веднаш сред басони за кратко време се видовме, укажав на сите проблеми кои што можат да настанат од еден ваков начин на однесување. Затоа постојат сите документи кои што се во Министерството. Значи, ова што е направено во извештајот и тоа што сметам дека има индиции за криминал, ја го обелоденувам сега во моментот во јавност и не сакам повеќе да шпекулираме во однос на сите други документи кои што се. Значи, ако има, и тоа благовремено ќе го добиете. Прво, јас спомнав дека има индиции дека е можно да бидат продадени, не дека биле продавани. Значи, тоа е многу различно од тоа што вие го констатирате. Значи, јас спомнав и вас ве прашувам, ако најдете 70.000 формулари во некоја институција, сигурно дека ќе помислите дека е можно да се злоупотребат. Може би нема да се злоупотребат, јас не знам. Ама сигурно е дека е можно тоа да се направи. И затоа сакам да информирам јавност и да информирам вас, бидејќи така имаме однос до сега да за сите прашања кои што ги откриеме, транспарентно ги објавиме пред Македонија.